Ангелов, на терен сте веднаш откако изби овде пожарот. Може ли да очекуваме наскоро да се локализира? Најпрво бев на Вардариште, таму состојбата е стабилна, нема пожар, нема гасови, денес се работи за трупување, понатаму имам добри вести и од Дрисла. Повеќе од половина од местото кое што чадеше е затрупано благодарение на двата пристапни земјини патишта, но додека бев на Дрисла изби овој исклучително тежок загаснање пожар, ритно супатив овде. Она што можем да го видиме катастрофално, сами може да забележат гледачите, она што се гледа позади нас двајцата. Од моите први информации, она што вие го кажавте, дека горат два магазини на групација АФ, односно компанија која што се занимава со складирање на електронски отпад. Во текот на гаснењето цело време се слуша звуци налик на истрели, на пукотници. Најверојатно дел од тој електронски отпад создава мини експлозии кои што засега не загрозуваат никого, но исто така имаше многу пластика. Ова што сега чади, онаму се уште не беше запалено, не успеавме да спречиме огнен да дојде до него. Се запалија големи количини на пластичен отпад, дробен, релативно ситен пластичен отпад, кој што е исклучително тежок за гаснење. Имам лоши вести за граѓаните. Мислам дека гаснењето на овој пожар ќе трае малку подолго време, затоа што со вода е многу тешко да се изгасне, користиме и специјална пена. Овде имам и екипи на ТАФ Македонија, односно на аеродромот. Воедно побарав подршка и од Докта, кој што исто така користат специјална пена. Тракторот на дирекцијата действуваше со специјална пена, за жал ефектот беше доста мал, затоа побарав поддршка од цело на што го имаме во Скопје како ресурс. Без малку сите возила на Скопската противпожарна бригада се овде на лице место. Храбрите пожарникари, на кои што и честитам на храброста, влегува внатре во оној црн чад зад мене со боци за дишење, со маски на нивното лице и се обидуваат да го спречат и успеавме да не дозволиме ширење на пожарот на околните објекти, но за жал веднаш до објектите на оваа групација Ф, не Ф, туку Ф, барем така ми рече собственикот, имаше други два објекти кои што исто така во нив имало складирано пластичен отпад. Најверојатно нека дробена пластика, значи друга фирма, се уште не знам за која фирма се работи, кој што исто така огнот ги зафати. Зборуваме за пластика, лесно запалива, но од разговор со собственикот, од разговор со луѓето овде, едноставно пожар на вакво место не може да настане само од себе и од оние индици кои што ги имам, кои што сега не би ги споделил со јавноста, повеќе од сигурен сум дека се работи за намерно подпалување, како што веќе изјавив, се работи за хибриден напад врз државата. Ова не е нормално, во рок од 10 дена, да имаме најпрво тежок пожар на депонијата Вардариште, што туку ја ставивме под контрола, започна пожар во депонијата Дрисла, сега кога Дрисла веќе е ставена под деловна контрола, утре ќе биде целосно затрупана. Прво, вчера имавме палење на депонија во Шутка, која што исто така беше тешка за гасење, создаде многу чад, многу непријатен мирис и денес ова зад нас. Значи некој намерно се обидува да предизвика незадоволство кај граѓаните, загадувајќи го воздухот, но нашите служби, почнувајќи од БЈВП и нашите тајни служби, работат на откривање на сторителите. Господин Ангелов, ви благодарам за ова гостување во Вестиот на Алфа. Благодарам. Да се